Дали откупувањето на поборувањето во кооперативниот сектор може да ја врати ликвидноста на компаниите? Бизнис секторот во Македонија се соочи со низа предизвици во претходните години. Како да се врати ликвидноста на компаниите и зашто најме ќе се соочи кредитирањето на самите компании е денешниот фокус на емисијата Spotlight. За помалку од 3 години забележувате еден можам да кажам и напредок во однос на наплатените долгови, превземени од други финансиски институции, кои што се речиси 30% од превземените. Може ли да, што се промени во изминатите претходни 3 години, односно и на што се должи овој раст кон наплата на побарувањата, кои што ги должат секако и правните и физичките лица? Нашиот успех во основа се должи на искуството и на врвната експертиза која што имаме во дејноста во која работиме. Компанијата EOS, групацијата EOS, кон која припаѓаме, постои повеќе од 50 години, а компанијата EOS Matrix на македонскиот пазар е присутна повеќе од 22 години. Ние манифестираме длабоко познавање на пазарот, на состојбите, на проблемите со кои што се соочуваат нашите граѓани. Пристапот ни е транспарентен, отворен, со активно слушање, разбирање на состојбите. Тие за нас во тој момент стануваат предизвик да изнајдеме решение и тие што соработуваат со нас тоа го препознаваат и имаме одлична соработка. Друг аспект кој што е многу значаен е одржливоста на нашите активности. Ние се трудиме да покажеме одржливост на секое ниво од нашето постоење, за тоа доказ се бројните награди и признанија кои што ги добиваме. Компанијата е високо рангирана од реномирани рейтинг агенции, а ние и на нашиот пазар делуваме сертифицирани по неколку ISO стандарди, значени за нашата дејност, како што се ISO 20000, ISO 27001 и ISO 27701. И финално, технологијата. Ние во се што работиме имплементираме активно современи дигитални алатки, дигитални решенија. Нашите модели се базирани на машинско учење, веќе имаме и нови современи модели кои што имплементираат и вештачка интелигенција и на тој начин ние докажуваме и го постигнуваме резултатот во нашето работење. Она што се забележува во покрај физичките лица, несомнено се корпоративниот сектор, се забележува поголем откуп на неподмирени обврски односно од страна на компаниите. Дали тоа е некој одреден сигнал дека имаме неликвидност во корпоративниот сектор во изминатиот период? Знаеме дека имаме доста кризи во изминатите неколку години. Како вие оценувате состојбата во тој дел? И заради овој раст кој што се забележува секако на овие долгови? Да, нашиот обид да го допреме и пазарот на нефункционални пласмани од корпоративниот сектор е како резултат на нашите обиди да бидеме во чекор со она што го прават нашите сестрински компании на европскиот пазар. Во Европа, во суштина, овој пазар и тргувањето со нефункционални пласмани од корпоративниот сектор е многу поизразено и многу подинамично и тоа мислам дека во основа се должи на препораките и насоките кои што ги дава Европската централна банка. Имени во последните известувања од пред некој месец повторно стои високо ниво на загриженост во Европската централна банка за можно нарушување на ликвидноста на пласманите кои што се токму во корпоративниот сектор и таквиот тренд се очекува да добие поголем замах во втората половина на 2025 година. Од тука банките се спремаат, тие мора да покажат поголеми резервации, значи признаваат поголеми трошоци во своите биланси. Од друга страна, постојната регулатива може да се очекува да биде до негдека заострена или прилагодена, или пак не е исклучено појавена нова регулатива која што ќе треба да се соочи со една ваква состојба. Кај нас ситуацијата е малку поразлична, не дека ние не можеме да бидеме имуни на тоа што се случува на европските и на светските пазари. Очекувам тоа да има соодветна рефлексија и кај нас. Состојбата е малку поинакво. Во основа анализите покажуваат дека во најголема мера бизнисите и компаниите кај нас се финансираат со банкарски кредити, но она што е специфично е дека тие даваат високи гаранции на банките за пласманите, со целиот имот со кој што располагаат. Од тука банките се доста сигурни во повратот на пласираните средства. Но она што се забележува и кај нас е фактот дека се соочуваме се на така наречена нарушена тековна ликвидност, односно се повеќе компаниите или предпријатијата задоцнуваат со 1 до 2 или 3 последователни рати и веќе
тука започнуваат проблемите поради овие состојби на европскиот пазар и регулативите што ги наметнува Европската централна банка. Нашите банки со европски мајки не можат да бидат толку флексибилни со ваквите состојби и да, едно од решенијата е и продажбата на овие нефункционални пласмани. И сега што се во пракса по превземањето на еден долг кој што е нефункционален пласман, како се рефлектира тоа врз компанијата на подолг рок? Дали можеме од една неликвидност, една состојба која што е потешка по превземањето, колку би можела да се врати ликвидноста на компанијата? Какви се искуствата? Да, компанијата ЕОС нуди неколку модели за поддршка на ваквите состојби на нефункционалните пласмани кај корпоративниот сектор и исто како слично како кај физичките лица и тука тие мора да бидат индивидуализирани и се прилагодуваат согласно потребите. Она што е специфично е дека нашите модели се развиени согласно Европската директива за решавање на инсолвентноста. Уште со самиот наслов веќе можеме да заклучиме дека ние сме фокусирани кон решавање на инсолвентноста. Значи моделите се фокусираат на оној процес на реорганизација, реструктурирање на бизнисот со цел тој да повторно добие своја одржливост и да може повторно да продолжи со своето работење. Кај нас ограничени се можностите и на банките како доверители, затоа што ние делуваме со едно застарено решение. Значи, зборуваме за законот за стечај. И самиот наслов кажува дека тоа е крајната инстанца. Значи, кога ќе се отвори стечај на компанијата, тогаш многу не се води грижа за таа да продолжи да работи и тоа е веќе да се повратат вложените пари, односно се реализира преку постапката на извршување, да се реализира обезбедувањето што го има оставено предпријатие. Најчесто тие постапки се погубни на нашите предпријатија. Ние сакаме со овој модел да го смениме тој тренд и затоа и како компанија која претседава со Европската бизнис асоциација активно се залагаме за промена и осовременување на ова законско решение и негово целосно прилагодување со оваа европска директива за решавање на инсолвентноста и со тоа да можеме на бизнисите да им ја дадеме таа втора шанса која што се препорачува од страна на Европската унија. Ја споменавте на самиот почеток вештачката интелигенција, во последните неколку години можеме да забележиме на вистина голем подем на вештачката интелигенција, речиси и сите дигитални алатки, компании се прилагодуваат, но секако тука се и клиентите и компанијата која што треба да имплементира. Најпрво, што е имплементирано за сега, дали користите дигитални алатки поддржани од вештачката интелигенција во реализација на некои работни процеси кои што претходно и треба повеќе, меѓутоа и колку сметате дека ова ќе донесе за поголем развој на самата компанија со вакви дигитални алатки? Вештачката интелигенција е предизвик за сите дејности, вклучително и за оваа специфична дејност, каде што ние неминовно работиме во директен контакт. Мораме да сме во директен контакт со цел да дојдеме до решение. Но можам да кажам дека компанијата веќе има имплементирано решение. На европско ниво имаме имплементирано решение кое што им воведува во своето работење вештачка интелигенција. На повидок и на локалниот пазар, македонската компанија веќе активно работи кон имплементирање на едно такво решение, зашто наскоро ќе се произнесеме. Меѓутоа, како компанија, ние се базираме на дигитални алатки. Таква е, например, алатката MyEOS, преку која нашите корисници на многу едноставен начин, брзо и лесно може да видат каква е нивната состојба во поглед на задолжувањата кои што ги има превземено EOS како компанија, без при тоа да стапува во личен контакт со било кој од нашите вработени, но и преку таа дигитална платформа да влезе во комуникација со нас, да работиме кон взаемно пронаоѓање на решението. Од друга страна, ние веќе подолго време одлуките ги носиме засновано на податоци, значи ние имаме автоматска обработка на податоците, и сите тие се обработуваат во соодветна форма на извештаи кои што се прилагодени за потребите на менеджментот со цел брзо и ефикасно да донесуваме одлуки. Вештачката интелигенција носи низа напредности, тоа е факт. Кај нас тоа го гледаме преку поефикасни процеси. Значи, нашите процеси стануваат ефикасни, брзи и едноставни и некако на нашите вработени им се ослободува повеќе време за да посветат во разбирање на проблемите, разбирање на состојбите. Затоа што
колку подобро ќе ја разберат состојбата на нашиот корисник и она со што се соочуваат како ситуација, толку поправилно ќе дадат влезни параметри, инпути на алгоритмот за да може да најде решение. И сега од другата страна и се и предизвиците на имплементацијата на вештачката интелигенција, особено во безбедност. Тука ги споменавте податоците, колку безбедноста е прецена податоците на клиентите од една страна и од друга страна колку мислите дека клиентите имаат доверба, доколку имаме дигитално решение, спомнавте и апликацијата, сепак станува збори за лични податоци, дали треба да започнеме со едно градење на една едукација за дека тоа е безбедно, дека може да се пристапи и колку може вакво едно решение да ги одврати или да ги придобие клиентите од друга страна да бидат сигурни дека податоците им се безбедни, дека можат и со дигитален асистент. Како мислите дека во следниот период тоа најефикасно би се одразило врз клиентите да имаат доверба од едната страна врз сето ова и целиот овој развој на вакви едни дигитални алатки? Па добро, искуствата на нашите компании на европскиот пазар се доста позитивни. Кај нас ќе видиме како ќе биде. Најавив ќе имаме имплементација на едно такво решение во блиска иднина. Од она што го гледаме до сега со имплементацијата на алатката MyEOS, потребно е охрабрување кај нас за да се пристапи кон еден ваков начин на комуникација, тоа е факт. Но пак ќе кажам, ние се соочуваме со една така наречена генерацијска трансформација на корисниците, на корисничката структура и мислам дека ова се припреми за тоа што следи. Се повеќе новите генерации го прифаќаат како нормално да се разговара со дигитален асистент, сосема нормално да нема лична комуникација. Од тука сметам дека треба да веруваме во промените што ги носи иднината и мислам дека сме на вистинскиот пат. Во тековното работење нормално тука се и нашите колеги кои што ќе дадат поддршка, не можеме да го исклучиме и личниот контакт затоа што секогаш мора да се остави право на избор на корисникот дали ќе разговара со дигиталниот асистент или ќе сака да разговара во живо со некој од нашите вработени. Што се однесува до податоците, јас го споменав стандардот, ние сме една од ретките финансиски институции која што е целосно согласена со Законот за заштита на лични податоци, нашиот, но и со Европската директива за заштита на лични податоци. Неминовно тоа мораме да го правиме, поради тоа што нашата мајка компанија е лоцирана во Германија. Од тука јас ги охрабрувам корисниците да пристапат кон апликацијата, чисто да проверат дали имаат задолжување или немаат, може би да се случи да не се свесни дека имаат некое побарување. Од друга страна може во било кое време да ни сконтактираат и да стапат во контакт или било кој кога ќе добие било која информација за некое задолжување во EOS Matrix слободно да не контактира, затоа што комуникацијата и контактот е првото решение кон проблемот. Јас ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Adria. Ви благодарам и на вас. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија Spotlight. Благодарам на вниманието.